Преполни контењери, расфрлан отпад, кеси, пластика. Како да живееме во чиста и еколошка средина? За да си даде одговор на ова прашање, 30-годишниот Марио Томов дошол до идеја за апликацијата Селектирај отпад. Со желба за почисто утре, решил да го реализира проектот кој помага при селектирање и собирање на отпад од домаќинствата. Самата идеја дојде од гледањето на расфрлан отпад на секаде околу нас. Исто така преполнетите контењери кои што за жал ги има во недостиг и кога се преполни луѓето оставаат покрај контењерите отпад. Така да нашата идеја беше да им даваме на луѓето кеси кои што можат после тоа да ги продаваат на нас, а со тоа да се намали и самиот отпад во контењерите, таму на пример да се одложи само комуналниот отпад, додека отпадот кој што има некоја вредност како пластика, хартија, лименки да завршува кај рециклаторите кои што знаат што понатаму да му прават. Неговата идеја била поддржана од Фондот за иновации и технолошки развој, а софтверскиот код за апликацијата го кодирала аутсорсинг компанија. Апликацијата сега функционира во Скопје, а исто така и во општините Валандово, Струмица и Куманово. На почетокот на јули 2021 година започеток во Скопје во населба Александрија. Тоа е во Влај. Сега веќе во Скопје сме расширени на повеќе локации во повеќе општини: Ѓорче Петров, Карпош, Центар, Кисела вода и аеродром. Сите заинтересирани што сакаат да селектираат отпад, може да ја симнат апликацијата што има на Google Play и на App Store и таму да видат точно во која општина каде се наоѓаат тие локации и кога се термините за предавање на отпад. Исто така, луѓето што сакаат да почнат, треба да дојдат првата кеса да ја подигнат во тој период кога сме ние на локација, оттаму се подигнува првата кеса и потоа со секоја носење на полната добиваат исто така празна. Во останатите општини при собирање отпад помагаат и комуналните предпријатија. Само треба да отидат заинтересираните граѓани првата кеса да се ја подигнат од комуналното предпријатие, а потоа комуналното оди директно од адреса, го подига отпадот и им остава нова празна. Досега праксата покажува дека граѓаните сакаат да имаме почиста животна средина, голем број ја користат апликацијата, вели Марио. Ги повикува сите оние кои се уште не започнале со селекција на отпад да ја инсталираат веднаш апликацијата, бидејќи кој најмногу селектира, добива и парични награди. За секоја предадена кеса луѓето добиваат по 35 поени што ги носат на ранг листа, каде што на крај на месец ги одбираме топ 5 селектирачи и ги наградуваме со парични ваучери. Прво место добива 2000 денари, второ и трето по 1000, четврто и пето по 500 денари. Што покажува праксата? Дали македонските граѓани се заинтересирани за оваа апликација? Сакаат ли да имаат почиста животна средина? Сакаат и верувам дека ќе ја направиме Македонија почиста животна средина. За 2023 веќе имаме планирано и други општини кои што сакаат да се приклучат. Таму почнуваме прво со пилот проект да видиме дали граѓаните се заинтересирани и колку се заинтересирани. Младиот активист не застанува тука. Новата година ја почнува и со нова идеја. Па така, сега граѓаните ќе можат да собираат и електронски и електричен отпад и да ги селектираат соодветно преку апликацијата, дополнителни поени и дополнителни финансиски средства.